За жал, ние сме држава без закон за сајбер безбедност, додека сите држави и од регионот и од Европа донесоа такви закони пред 13 години. Ние правиме напор да се донесе законот сега, најверојатно до месец јуни, а тој закон ќе биде нашиот патоказ каде треба да се движиме во сајбер заштитата. Сега заштитата која ја нудиме во сајбер просторот е ад хок. Ако некоја институција сама реши да се заштити, тоа и го прави. Но се уште немаме обврска сите институции да го прават тоа и затоа е ваквата невоедначеност која ни се случува да определени институции се многу често мета на сајбер напади, изјави министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. На прашањето дека државата досега потрошила милиони евра за заштита, но каков е епилогот од тоа, Андоновски одговори дека голем број институции работеле со истечени лиценци, но и дека законот за сајбер безбедност немало предвидени прекршочни одредби. Точно, интересен податок е дека над 20 институции имат купувано руски антивируси, а десетици институции ненавремено ја зголемиле или надграделе својата заштита, па работеле со истечени лиценци. Голем број на институции сместуваат податоци на граѓани на сервери кои подоцна не се грижат дали се доволно заштитени или каде им се сместени. Објасни во својот одговор министерот и додаде дека новиот закон Министерството за дигитална трансформација ќе го контролира процесот. Ова се прашања кои сите институции ад хок ги решавале, за разлика од сите други закони. Во законите кои се однесуваат на сајбер безбедноста, ние немавме прекршочни одредби и инспекцијски надзор дали тие одредби од законите се почитуваат. Во измените кои сега ги донесовме и новиот закон за сајбер безбедност, Министерството за дигитална трансформација тоа ќе го контролира и потенцијално ќе казнува онаму каде гледаме дека институциите не постапуваат, рече Андоновски. Доколку возач на моторно возило биде сопрен од полиција и нема возачка, се што му следува е глоба, а висината на казната зависи од тоа дали возачот воопшто не положил, ја заборавил или му била одземена возачката дозвола поради претходен прекршок во сообраќајот. Оние кои возат, а воопшто не положиле за возачка дозвола, ќе платат 250 евро во денарска противвредност, иако Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата вели дека со моторно возило или со возило на моторен погон во сообраќајот на патот самостојно може да управува само лице кој има важечка возачка дозвола издадена во Република Македонија, странска возачка дозвола или меѓународна возачка дозвола во која е впишана категоријата во која припаѓа моторното возило. Законот понатаму предвидува кога управува со моторно возило, возачот е должен кај себе да има важечка возачка дозвола и возачка книшка и истите е должен да ги покаже на барање на полициски службеник. Во ставот 16 од истиот член од законот е предвидена глоба за учесниците во сообраќајот кои управуваат моторни возила, а за време на управувањето кај себе ја немат, односно не ја носат возачката дозвола, и тоа прекршочен платен налог со глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот 1 на овој член. Доколку пак поради претходен прекршок возачката дозвола му е одземена на возачот, а тој сепак е сопрен од полицаец додека вози, во член 342 од истиот закон е регулирано управувањето на возило за време на запишана прекршочна санкција, забрана за управување со моторно возило, се вели дека возачот не смее во сообраќајот да управува со моторно возило за време на траењето на забраната, односно за времето за кое возачката дозвола му е одземена. Во ставот 4 од истиот член е предвидена глоба за учесниците во сообраќајот кои управуваат моторни возила за време на запишана прекршочна санкција, забрана за управување со моторно возило, и тоа глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот 1 на овој член. Покрај утврдениот износ на глоба, на возачот ќе му се изрече и прекршочна санкција, забрана на управување со моторно возило од 6 месеци до 1 година под услови и постапка утврдени со закон. Повеќе од 10 години се договора отворање на регионална депонија во срцето на најплодната житница во државата, Пелагонија, на локација на која претходно рек Битола експлоатираше лигнит.
Новата регионална депонија ќе биде сместена наспроти постојната дива депонија Мегленци, што е управува јавното комунално предпријатие Комуналец од Битола. Таа ќе се гради североисточно од селото Новаци на околу 5,3 км или 2,4 км југозападно од селото Мегленци, кое е најблиско населено место. Пелагонискиот и југозападниот регион има нерегулирани диви депонии со голем ризик за животната средина, па планот предвидува нивно затворање. Само во Битолско има над 200 диви депонии. Како што првично беше кажано од Министерството за животна средина, трошоците за изградба на регионалната санитарна депонија во Новаци и набавката на потребната опрема за санитарно депонирање на отпадот ќе бидат 22 милиони евра. На последната седница на Советот на општина Битола во петокот бе отворени две дилеми каде ќе поминуваат возилата со сметот од сите општини вклучени во проектот, ако се знае дека патот е еден кој од Битола води кон општина Новаци, односно тој е истиот пат кој од Битола води кон Рек Битола. И вториот момент, дали со овој голем проект општините ќе добијат нови камиони за транспорт на отпадот од и сегашните се стари. Советниците исто така реагираа дека не го знаат проектот за регионалната депонија, а треба да го гласаат. Советникот Бојан Бојковски од ВМРО-ДПМН е вклучен во проектот. На седницата појасни дека државата е обврзана со кредит за изградба на регионалната депонија и во првичната фаза предвидено е да се набават камиони за транспорт на отпадот за комуналните предпријатија од сите општини. Во рамките на планот предвидено е да се направат и собирни станици за отпад во секоја општина, односно отпадот ќе се собира поединечно во сите општини, па ќе се носи на регионалната депонија. Уште во 2021 година од тогашните градоначалници беше предочено дека камионите не треба да се обраќаат по патот за Новаци, туку треба нов регионален пат кој ќе оди директно кон регионалната депонија и ќе ги поврзува Рек Битола, Мегленци и останатите села. Советникот Бојковски исто така рече дека медицински отпад нема да се депонира на регионалната депонија во Новаци, туку согласно законите тој отпад ќе продолжи да се одлага во Скопје како и досега. Премиерот Христијан Мицкоски денеска во Будимпешта во рамки на унгарско-македонскиот владин самит оспори средба со неговиот домакин унгарскиот премиер Виктор Орбан. По средбата двајцата премиери одржа пресконференција на која Мицкоски посочи дека е потврдено високото ниво на односите кои што постојат помеѓу двете држави. Нашата стратешка цел како држава е да бидеме дел од европското семејство, нешто што го заслуживме многу одамна. Но исто така мораме да потенцираме дека тоа што македонските граѓани го дадоа за реализирање на оваа стратешка цел, која за жал не е поместена од состојбата во која беше пред 20 години, е бесценето, односно цената е толку голема што не може да се утврди. Бидејќи зборуваме за билатеризација на процесот на преговори, а не на европеизација. Се надевам дека конечно овој процес и за нас ќе биде откочен со голема поддршка од нашата пријателска Унгарија и дека и ние како држава ќе почнеме да преговараме. Јас сум убеден дека многу скоро, доколку имаме можност да ги отпочнеме тие преговори на основа на вистински копенхашки критериуми, да ги завршиме успешно и да бидеме дел од Европската Унија, рече Мицкоски. Премиерот посочи дека со Орбан разговарали за целокупната поддршка која што Македонија добива од унгарската влада, вклучувајќи и финансиската помош, средства кои што се користат за изградба на патишта, булевари, училишта, градинки. Практично со тие средства ја модернизираме државата. Она што исто така е многу важно е дека на денешната владина седница стана збор за идна уште подлабока меѓудржавна соработка во делот на инфраструктурата, но исто така министрите меѓу себе, посебно министрите за внатрешни работи и за одбрана разговараа за една можна воена соработка, односно развивање уште подлабоко на воените индустрии на двете земји, рече Мицкоски. Мицкоски истакна дека Орбан во минатото многу пати покажал и докажал дека е човек со интегритет. Докаже дека е човек со своите ставови, дека неговиот збор има тежина, зашто ја има мојата неизмерна почит како човек кој често со своето однесување знае да инспирира. Му честитам за резултатите во полето на економијата, инвестициите и реализацијата на капиталните инвестиции во Унгарија, рече Мицкоски. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочевска вели дека владата ќе прифати толкава минимална плата во државата, колкава што ќе договорат работодавачите и работниците. Но таа не даде конкретен одговор дали има пресметка колку би требало владата да субвенционира во придонесите доколку минималната плата се покачи до 30.000 денари.
Прашањето до министерката следува откако вчера премиерот Христијан Мицкоски изјави дека во буџетот нема пари за субвенционирање на разликата во придонесите од 24.400 до 30.000 денари минимална плата, барање што во понеделникот го изнесе претседателот на Сојузот на стопански комори. Прашана за коментар околу изјавата на претеничката од ВМРО ДПМН Драгана Бојковска дека предлогот за покачување на минималната плата на долг рок предизвикува инфлација и не носи стабилен живот за граѓаните, министерката не даде одговор. Коментар од министерката немаше за тоа дали покачувањето на пензиите за 5.000 денари не предизвикува инфлација. Премиерот Христијан Мицкоски вчера рече дека како влада ќе го прифатат барањето на синдикатите за зголемување на минималната плата на 30.000 денари, доколку синдикатите и работодавачите се договорат за оваа сума, но со целосно подмирени трошоци од страна на работодавачите. Тој додаде дека дополнителните придонеси што би ги плаќала владата не се предвидени во буџетот. Од Сојузот на синдикатите на Македонија во понеделникот рекоа дека до владата, до представниците на работодавачите и до координаторите на претеничките групи во собранието ќе достават предлог во кој ќе бараат дополнително зголемување на минималната плата за 6.000 денари, што ќе значи дополнително зголемување на сите останати плати на работниците во земјава. Исто така ќе бараат и работодавачите да бидат субвенционирани за плаќање на придонесите за социјално осигурување во период најдолго за 12 месеци. Со предлог за зголемување на минималната плата во понеделникот излегува и од Социјалдемократиот сојуз на Македонија, од каде рекоа дека во собранието ќе достават предлог законско решение за покачување на платите до 15.000 денари за 400.000 работници. Во законското решение се предлага придонесите за пензиско, здравствено и социјално осигурување да се замрзнат на просекот од последните 3 исплатени плати на работникот и тоа да важи во период од 1 година, што значи дека работодавачите нема да имаат дополнителен финансиски товар при зголемување на платите. Македонец е пронајден убиен во средата во Крестој во американската држава Илиноис, а седиштето на неговата фирма било запалено. Убиениот е 48 годишниот Дане Котевски, собственик на компанија во Соединетите Американски држави, по потекло македонец. Осомничен за убиството е работник у неговата фирма кој е убсен во друга држава на 230 км од местото на злосторството. Кратко по 16 часот во средата, полицијата и пожарникарите на Кресвуд одговорија на повикот за силен чад во компанијата ATG Truckload. Починатиот собственик на компанијата е идентификуван како 48 годишниот Дане Котевски, кој на веб страницата на транспортната компанија е наведен како председател и извршен директор, пренесува некои американски медиуми. Пожарникарите на Кресвуд брзо го изгаснале малиот пожар, кога на вториот кат од зградата сред гушчат било пронајдено тело на маж. Во текот на следните неколку часа инспекторите собра и следеа бројни траги, со што осомничениот беше идентификуван. Утврдено е дека станува збор за возач кој работел кај починатиот собственик на фирмата, соопштуваат од полицијата. Полицијата го карактеризира ова злосторство како изолиран инцидент насочен само кон жртвата. Се чекаат резултатите од обдуцијата. Полицијата и единицата за тешки злосторства во соработка со обвинителството ја продолжуваат истрагата додека работат на екстрадиција на осомничениот назад во Илиноис. Најкористените 6 услуги од Агенцијата за катастар со добро соработка со Министерството за дигитална трансформација се веќе достапни на порталот услуги.gov.mk, што значи извод од катастарски план, катастарски проект, урбанистички проект, проект на градба и имотен лист како најкористена услуга од катастарот се веќе достапни на порталот. Освен на порталот, тие ќе бидат достапни за користење во сите центри за услуги кои што ги имаме, изјави Андоновски на новинарско прашање на денешната пресконференција. Освен на порталот, тие ќе бидат достапни за користење и во сите центри за услуги кои што ги имаме, изјави Андоновски на новинарско прашање на денешната пресконференција. Тој информира дека отворени се 2 нови центри за услуги во Јагуновци и во Аеродром, а најави дека ќе бидат отворени уште 5 наредните 3 месеци, што значи граѓаните на шалтерите на овие центри за услуги на Министерството за дигитална трансформација ќе имаат можност да ги користат услугите на катастарот. Станува збор за поврзување меѓу двете институции и во наредниот период сите услуги кои што катастарот ги нуди електронски, освен овие 6, исто така ќе бидат достапни за граѓаните.
Фокусот беше на овие 6 затоа што се најкористени, па потоа ќе ги поврзуваме и сите останати, рече министерот Андоновски. Во однос на цената на услугите кажа дека нема никаква разлика во сумата, се вади електронски документ со QR код, електронски печат, подписи и времен жиг и на тој начин секој граѓанин може да ја провери валидноста на документот кој што му е издаден. Со измените на законот кои што беа донесени во јануари годинава, тој документ веќе може да се користи во секоја правна постапка во државата, рече министерот Андоновски. Поранешниот директор на Електростопанство на Македонија Васко Ковачевски е меѓу осомничените во истрагата што ја водат Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство за организиран криминал и корупција, поврзана со нелегална набавка на деривати и оштетување на државниот буџет. Како што објавивме претходно, приведен е бизнисменот Радко Капушевски, собственик на фирмата РКМ, а во истрагата е офатен и неговиот бизнис партнер Ерџан Сулковски. Претходно, како што објави Плюс Инфо, обезбеден е и собственикот на Пуцко Петрол Асмир Јаховски. Полицијата и јавното обвинителство потврдува дека во истрагата се офатени уште 10 лица, меѓу кои покрај Ковачевски и поранешните директори на Електростопанство на Македонија Адријан Муча и други вработени во оваа државна компанија, но и лица од фирми кои наводно нелегално набавувале и дистрибуирале деривати. Ковачевски во бегство поради друга истрага што се води против него. За сега нема информации колку од осомничените се приведени и дали некои од нив веќе се изведени пред судија за претходна постапка. Според информациите, најмалку еден од осомничените во оваа истрага е опфатен и во предметот адитив и веќе се наоѓа во притвор.